се наоѓаме во општина Могила и разговараме со претседателката на Советот Маргарита Груевска. Би сакала да ве прашам дали може со конкретни правила, подзаконски акти и упатства да се подобри улогата на советите и советниците во општината, како и да се стекне поголема доверба кај граѓаните. Ви благодарам. Најпрво ви посакувам добре дојде во нашата општина и ме радува фактот тоа што млади лица сакаат да дознаат како функционира Советот на општина Могила. Ние како советници веќе сме ја стекнале довербата во граѓаните и сега наша основна задача е истата да ја сочуваме и да ја оправдаме. Како би се подобрила улогата на Советот? Тука гледам две решенија. Првото решение е тоа системско, тоа што прашавте преку конкретни правила, акти, норми, упатства, односно преку изработка на материјали со кои што би се зајакнала улогата на Советот, преку обуки, затоа што мал е бројот на обуки кои што се однесуваат на Советот, истите се ограничени само од 1 до 2 представници од различни политички партии. Додека второто решение е решение за квалитет, односно сметам дека е неопходно во Советот да бидат вклучени лица кои што се стручни и компетентни во дадени области, како што се право, економија и урбанизам, за тие лица да можат активно да се вклучат во креирање на буџетот и во креирање на програмите за работа на Советот. Глобално сметам дека улогата на Советот е голема и затоа потребно е таа да се издигне на едно повисоко ниво преку утврдување на критериуми за кандидати на советници. Дали со награда или казна може да се стимулира поквалитетна работа на советниците? Ова мислам дека е индивидуално, односно од каде одредено лице ја црпи мотивацијата за работа. Сметам дека тука не треба да се земе во предвид само материјалната, односно паричната награда, тука пред се треба да зборуваме за награда во вреднување на својот труд, односно издигнување на Советот на повисоко ниво. Како советничките групи се подготвуваат за една седмица? Најпрво одлуките кои што треба да ги донесе Советот се доставуваат до административното лице кое што е задолжено за работа на Совет. Јас како председател и административниот службеник го подготвуваме дневниот ред, а потоа 7 дена пред закажување на седницата истите ги доставуваме до советниците. Пред започнување на седницата на Советот ние работиме во комисии. Советот на општина Могила го сочинуваат 7 комисии во различни области. Најпрво материјалите за работа се разгледуваат од страна на комисиите, а потоа комисиите заедно со некои предлози и иницијативи ги доставуваат за гласање на седницата. Вие сте жена председател на Советот. Колку успешно успевате да ги раководите овие седници? Седниците успевам успешно да ги реализираме. Имаме добра соработка од страна на советниците од мојата советничка листа, исто така и од останатите советници. Добро функционираме, има разбирање и гледаме сите одлуки, сите материјали најпрво да бидат разгледани заедно и доколку секако некој има некој предлог кој што е во интерес на општината, ние го прифаќаме.